облече и во книгата. Значи по оние приказни каде што читав, Гол човек каде што читав целото слобување на Џамбазов, после прирачникот за Анти Антонов Поличер, дојде приказниве од Македонија, каде што низ очите на мачката се раскажуваше се дојде вие. Сега имаме сосема книга. Облечен човек, што содржи облечен човек? Да, облечен човек е книга во која се мразам тој збор, а поместени. Никош не разбрав што значи тоа. На изложбата се поместени 60 слики. Поместени се 10 раскази, исклучиво од 80 и 90 години од минатиот век. Значи сите приказки се од минатиот век. Значи приказки од моето детство, од мојата младост. Во суштина тоа се приказни кои јас цел живот им ги раскажувам на моите најблиски, а никогаш не сум ги кажал јавно, можеби само некој од нив. Сум ги кажувал само на потесниот круг на семејството, на друштвото. И тоа се приказките што сум ги усвоил на некој начин и како татко ми Џамбаз ги раскажувам веќе 20-25 години. Понекогаш се случува и на истите луѓе, но никогаш не се случува да ги филувам или да ги затоа што се вистински. А во најавата на книгата пишува вистински, човечки и возможни. Иако во животот одамна се е невозможно. Едни обични приказни за љубовта, за духовноста во онаа друга смисла, за тоа мое безбрижно детство, за поведрата страна од животот. Поведрата страна од животот, да. Во главно се приказки за жени и единствено жените се заштитени со псевдоними во оваа книга, сите други се со своите оригинални имиња или прекари. Бидејќи станува збор за жени кои денеска си имаат регуларни семејства, а бидејќи мажите се чудна категорија, да не дое до несакани последици, но нема лош збор во книгата. Значи, за мене жените биле посебно поглавје во животот и сакам на некој начин да ги заокружам филмовите. Некои негативни зборови во претходните книги за жените. Да. И имало за неколку, кој сум бил лут. Па сум им враќал на таков начин, но во меѓувреме јас сум човек што простува, ама не заборава. И така, на некои им простив, ама не им заборавив, а на некои им простив и им заборавив. Објавени се толку многу приказни за жените во низ годините во животот на Иван. Остана некоја неискажана, неприкажана? Па после книгава остана веројатно недокажани, но бидејќи не биле јавни личности или не биле луѓе од мојата фела, сметав дека не се ни интересни. Иако делот и од тие жени ги има во книгата, но нема посебни раскази за нив, туку тие се провлекуваат во некои други раскази, така како реминисценција или како објаснување на некаква зададена тема и тоа. Над 50% во книгата се љубовни приказни. Во главном несреќни љубовни приказни, кои што жртвата обично сум бил јас. И обично станува збор за доминантни жени кои во чии раце јас сум бил играчка, како беше оцртаниот филм Кутриот Том беше играчка во нејзините раце. Доминантни, моćни жени кои оставиле голем впечаток. Односно, ова е приказка за жените кои ме направиле маж. Чекаш некоја негативна реакција од било која од споменатите, иако нели идентитетот им е скриен, им беше скриени во претходните книги, па личите не ги дознавме. Да, но никој никогаш не се јави да се пожали да каже дека тоа не било така. Така ќе биде и овој пат, верувам. Особено заради фактот што ти го кажав веќе дека нема ни еден лош збор. Мислам, тоа што ги опишувам, што биле такви какви што биле, не е престап. Извини, единствен проблем ми е како да ги поканам. Да. Ги поканиме преку интервју, сите што мислат дека можеби ќе бидат спомнати да... Не е битно. Навистина имам дилема и дури побарав и совет од Тони како да го изведеме тоа, тој види дека ќе ми помогне. Оти пак ти викам, мажите, особено сопрузите, може да бидат незгодни. Тоа се веќе сериозни жени со сериозни семејства, така. Во еден момент спомена дека имаш план да направиш аудио на книгите. Тоа веќе се прави. Тоа веќе се прави за несреќа е нова година, па ќе мора малце да паузираме и заради промоцијата на книгата ќе тргнам ја на пат низ Македонија да ја промовирам, да ја продавам и така натаму. Крај на јануари
Секоја книга ќе се добие посебна? За почеток правам аудио издание на Гол човек и на Прирачникот. А со тек на времето, да речеме дока јуни, ќе направам и на Облечен човек, а бирам актерка која ќе ја чита Емилија Џамбазова во приказните од Македонија. Веќе 4,5 години помина откако Игор живее една ново поглавје од животот. Без алкохол. Помалку. Се појавува во јавност. За алкохолот мислиш? Не се Да. појавува во јавност. 4 години и кусур, и јако да ти кажам, дедо ми Петре, покоен, оваа година ми направи голем проблем. Се сеќаш како, еве ќе ти кажа. Селејки некои работи од Скопје до Слепче, го пуштив трендафил мој да оди горе кај татко ми да побара некои кутии во кои чував албуми со слики, некои од моите награди што ми достасуваа во ова, и успеа да најдам 2-3, а во една од нив најдовме неколку шишиња Смедеревка, стара, и едно шише Клековача од 1974 година. Точно 40 години старо шише. Кога дојавме во Слепче, се собраа другарите мои да ме пречекаат, да ме распакуваат, така натаму, го отворив тоа, крцна, не се отворена, така. Лек. Се напив 2 со нив и многу убаво ми дое, можам да ти кажам. Ама тука заврши. Не заврши тука. Слепче и таа околина е позната по добри раки. И ако е навистина добар изборот на ракијата, ако е вистинска домашна ракија, стварно може да биде лек во мали количини. Сега се погоди тука отварањето на Демирхисарското културно лето 1000 години, каде што не можев да одолеам на 25 годишна ракија. Роденденот мој на 15 јули, сестра ми дојде со зетчето од Америка на 7 септември, го прославивме. Така неколку пати ова лето си дозволив да се почестам со домашна ракија и кога дојав во Скопје си реков нема потреба. Единствено што научив ова лето сватив, иако не се само себе залажувам, зашто сум завршил со тие фази, дека навистина можам сега да го контролирам тоа, но се уште ми е страх. И на крајот на криштата никаде во прирачникот јас не напишав дека нема да пијам. Не постои таква реченица. Но ова кокетирање со домашна ракија ова лето, може би беше грешка, ама убаво ми беше. Сватив дека сум безопасен и за себе и за околината. 2 пати дури и претеравме, ќе ми ја бапнат гитарата во рака, свирам до 6 сат бајле и си заспивам како бебец. Да. Вие да сепак поинаков живот, не се криеш во јавност, отворен си, комуникација. Поготово ова лето во Слепче беше аудиенција од сабајле до вечер. Излегува нова книга и стандардниот коментар на луѓето се нашол во безизлезна ситуација, пишува нова книга. Така е, така. Зошто на луѓето им е лошо кога не го Еве, јас се прашам, и тоа е една од клучните реченици во предговорот на книгата. Не разбирам зошто е тоа така. Не разбирам зошто има луѓе што уживаат кога не ти е добро. И зошто не се радуваат кога тебе ти е добро. Нив им е тогаш лошо кога ти е тебе добро. Јас барем сум човек што не се замерувал со многу луѓе. Значи, не истапувал јавно со политички ставови, барем не во последните 12 години. Последен пат 2002 кога бев независен кандидат на парламентарните избори. И може би има луѓе на кои не им е јасно како тоа јас јавно не сум се дефинирал. Јас се уште сметам дека уметникот нема потреба јавно да се дефинира. Оној момент кој ќе го направи тоа, луѓето ќе го препознаваат само по тоа. Па така кој ќе се игра Шекспир, а он ја игра една од главните улоги, нема да го гледаат како актер кој го добил Шекспир, туку како така. И тоа ми е сето тоа ми е малку перверзно и веројатно заради тоа. Да речеме единствени ставови што сум ги изразил ја сега на кај Јанко. Кога зборувавме за театарот и кога објаснив зашто не сакам да бидам во театар, па имам право ја да имам своји причини зашто не сакам да бидам. Не сакам да учествувам во така конципиран театар. Затоа што сум бил член на големи театри, во нивните најубави, во нивните златни години. И знам како одеше тоа.
Значи, театарот е навистина место каде што не смее да продре политиката. Нема потреба. Нема потреба. И има навистина колеги од мојата бранша што навистина се уфураа во тие улоги да бидат глумци, директори, да се обидат да присвојат се што може да се присвои. Значи, политиката никогаш не била целосно на театар. Никогаш, ама не во ваква мера. Во ваква мера не било, сериозен сум. Сериозен сум и да речеме, јас бев во театар официјално до 97-98 година, тоа се можеби пред 98 можеби најтешките 3-4 години во историјата на македонските театри. 95-та до кај 97-8. И доволно ми беше. Доволно ми беше и навистина после 98 јас имав само еден кус излет во една од последните представи на покојниот Димитар Станковски, Црни куклички од Венко Андоновски. Игравме, тоа беше представа по нарачка, ја одигравме 10 пати и толку. И уште само онаа покана од Македонскиот народен театар по повод представата за Дедо ми Петре сомнително лице и толку. Не. Можна да се вратиш на сцена со дуо драма со Тони Михајлов. Па, например, се видовме со Тони, ме виде после интервјуто, он одма нашол текст. Нашол текст? Кој нашол. биде автор на таков текст? Не, тоа е стар текст. Стар текст може би 45 години, не е наш текстот, но е познат во сферата на дуо драми театарски, станува збор за двајца комичари. Игран е во Македонскиот народен театар пред 40 години, Сојтарии се вика текстот. Може би и си слушнала, игран е неколку пати во македонските театри и е најподатлив за Тонче и за мене. Што стојам на тоа? Ти викам се видовме, да, можно е, но ете така да бидам во театарот, да бидам вработен и не тоа да одам на состаноци на колективот. Едноставно не. Јас тоа го мразев и кога бев многу млад, кога не смеев да писнам. Не ми беше ич кеп. Кога авторитетот над тебе ќе дојде па ќе те и шамара онака вербално пред другите колеги и тоа. Едноставно низ животот ми се случи такви работи што на некој начин ме натера да престанам да им верувам на авторитетите. Зашто многу авторитети во мојот живот ме разочарале или ме искористиле како салфетка, како крпа. И затоа решив подобро, ако веќе правам театар, сам ќе го направам. Денеска е се можно, денеска може да си направиш театар и сам. Па да, финансирај си една представа, плати си го текстот, изнајми си колеги глумци, изнајми си сала театарска, или киносала, или спортска сала, или дом на култура, и игре си представа. И тоа е потполно легално и регуларно. Се навратам на книгата пред да продолжиме, пошто некако театарот се наметна прашањава. Во книгата, освен неговите приказни, има приказни и за Александар Џамбазов, за Анша Џамбазова, за Петра Павличка фамилија, која што сите добро ја знаеме. Која е приказната на која што е посветена на Џамбазов? Првата приказна се вика Маестро. Затоа што онака како што сакаат да го ословуваат и како што го ословуваат сите од председателот на државата до пазарџијата што му продава сокови за мене со поминат рок. Сите го ословуваат со Маестро и он многу сака кога го викаат Маестро и ужива во тоа. Затоа што он навистина е Маестро. Значи тој можеби не е единствениот, да речеме, ги има неколку такви што за кои уметноста не е фол. Значи нема фолирање, нема компромиси, нема пари, не се битни. Нема суета, нема ништо. Има чиста уметност или нема уметност. И така живее Џамбаз и така ќе живее веројатно до крајот на својот живот. Но ова се приказки негови кога ние сме биле деца, кога сум бил јас студент. Приказки кои произлегле од таа негова изгубеност уметничка, која не ја фолирал, не ја играл, не ја драматизирал. И има многу смешни приказки за тоа како прави расолница, за тоа како ја поправа гаражата, автомобилот. До тоа како беше неговиот однос кон мене додека јас си го барав својот пат низ животот. И тоа е веројатно една од најсмешните приказни. А една од последните е приказната што се вика Манданата, приказна за Дедо ми Петре, и успеав да соберам приказки за него кои до сега јавно не сум ги кажал. И мислам дека ќе биде баш убаво освежување за генерацијата што го памети, да дознае некои нови работи за Петре, а за оваа младава генерација која и онака ништо не ја интересира, барем ќе прочитаат
неколку духовити пасоси од тој расказ, без да ни е битно кој бил тој човек. И они си смешни сами по себе, без разлика кој ги направил. Ако знаеш дека ги направил таков великан Петре Прличко, тоа добиваат на значење. Да, има приказни, има една приказна што се вика Скопје, Сарај, матка и обратно, приказка за песната на Венко Андоновски што јас се изведувам, за тоа како е снимена, како сме дошле до тој резултат, како јас таа приказка ја однесов во Сараево, уште додека беше војната, па на тамошното радио Слободно Сараево ја познатата и смета Дерво скрвават, спејачката на амбасадори ја пушти. Има една приказна што се вика Порно, приказна за порно и еротските филмови со кои сме израснале, за тоа како сме оделе во Вардар 1 и Вардар 2 да ја гледаме Емануела. Има приказна за... Има еден убав предговор, односно вовед во целата приказна и еден многу кусав, многу ефектен епилог, тоа се првата и 10-та приказна. Во секое време, во секој случај, оние што ги читале моите книги, ова ќе им биде бурекче, четврт, вручо со јогурче и ќе го лапнат. Кога некој мејстор Џамбазов, веќе ме да кажам дека он е херојот на вашиот живот. Он вели едно, секи му простам невршно напредува во животот, се што сум поминала ради него нема да му простам што не остави. Добро, дали споменува се уште за тоа? Не. Свати, го свати он тоа. Сега му е него... Сега има друга приказна која не е толку радикална сега. Да си бидем искрени, сега на 52 години, јас стварно не би можел да најдам кандидатка која би се осмелила на тоа да го направи. Сега приказката е барем да најдам кандидатка. Сега веќе бебето не е битно, ама битно е барем да имам некој родител, си се секира. И тоа навистина ми фали мене. Како се кандидатки, пред приказниве за поранешни веќе ги читаме во книга, а за сегашните некако... Кандидатки... Не знам, не можеме да се разбереме. Они се исплашени од моето минато, јас сум исплашен од иднината со нив и така, некаде сме во сегашноста како на ослободена територија, како на во забранета некоја зона. Слушај да ти кажам, и јас да сум на нивно место би се замислил. Затоа што тие 5%, ајде најдеме несоодветен збор, кај Јанко ги нарекол бурекџи, а инаку по скопски се гомнари, ама еве сакам да бидам пристојно, се уште раскажуваат легенди и преданија за тоа што му се случува на Игор, каде е Игор. Ти знаеш дека ова лето доаѓа во манастирот горе на Слепче да прашуваат каде спија. Никој не може да им објасни луѓето дека јас не спијам во манастир. Во манастир сум преспал само кога ми било убаво, некој ми било лошо. Не е во манастирот. Демек нема сега за што да јадеме трици. И ако ги исклучам тие 5%, другите 95%, од кои ни еден не живее во Скопје, затоа што сите приказни тргнуваат од Скопје. Да се разбереме. Скопје и натаму го има приматот на најголемото село, а најголемото село мора да ги има и најголемите зборувачки. Но во принцип јас сум раскрцен со нив. Мислам, јас барем се уште работам и се трудам да бидам актуелен, да бидам интересен, да бидам продуктивен. Има луѓе кои едноставно тоа им предизвикува ментална ерекција и ако сум јас порно звездата на која онанира, окей, се сложувам, ако им е убаво се сложувам. Споменавме Слепче во неколку наврети, неизбежно е да се спомне Слепче во било кој разговор. Што направи Слепче за Игор и Игор за Слепче? Јас и не барав Слепче да направи нешто за мене, затоа што Слепче доволно направи за мене. Значи Слепче вака ми направи, кога ме виде првиот пат. Ела бе срце кај мене. Ништо, Слепче ми го даде се она што очекував дека ќе ми го даде. А и јас направив за Слепче она што најмалку мислев дека можам да го дадам, а тоа е да му посветам едно лето над 80 дена кои ги посветив на тоа колку што може, зашто беше страшно напорна работа. Че секој ден имавме некаква друга приказка, некакво гостување, некакви концерти, некакви изложби, промоции на книги. А во таа легендарна горна куќа која се наоѓа помеѓу селото и манастирот, направивме концерт заеднички со Петар Горко, актерот од Бидовски театар, со
многу добар оркестар. Свиревме староградски песни, песни од Макфести, од скопски фестивали, рецитираше он поезија и така натаму. Направивме заеднички концерт со Димитар Андоновски во Горна куќа. И навистина не успеав секаде да стигнам, затоа што се случуваше во исти ден Богородица да се прославува и во Кутретино и во Суводол, на неколку места, па не можеш секаде да стигнеш. Но веќе за идната година имаме идеја како тоа ќе го изведеме. Оваа година беше прв пат, сега изгубивме невиноста, сега веќе знаеме кај сме погрешиле, што точно ни треба. Свативме дека не се потребни многу пари за такво нешто, се одржува едно демирхисарско културно лето. Ги понудивме видео снимките што ги имаме од се, направивме едно кратко документарно филмче, го понудивме на Министерството за култура и веруваме дека тоа ќе. Логото и емблемот за 1000 годишниот манастир ќе си останат, а веќе наредната сезона е второ издание на демирхисарско културно лето, со тоа што наредната година ќе се обедено донесам и некои од поголемите музички звезди и така натаму. Демирхисар е, за тоа се радувам најмногу што една од повторно да одберам збор, една од најзаборавените градски општини во Македонија. Ништо не се случува, ништо, апсолутно ништо. И сега живна работата. А особено сум среќен за тоа што му се случи баш на Слепче. Слепче сега навистина е мал Париз. Луѓе што слепчани кои секој лето доаѓаат од Австралија, од Канади, од Шведски, од ова, навистина беа воодушевени. Направивме неколку радикални промени, значи направивме патот, направивме насред село, манастирот горе работеше 24 ова лето, таа легендарна горна куќа која ни беше како канцеларија на сите. Таму ја пишував книгата, лаптопчето, пишуваш манастирот од 1000 години, вака на дланка пред тебе, потпол мир, совршено. Сега си гостиш домаќин кај Баба Маца. Така е. Не може да се дефинира дали гостин или домаќин. Зимска резиденција. Зимска резиденција. Има планови со своје нешто во Слепче? Да, оваа година веќе почнав да разгледувам парцели. Најдов и една кукичка која е во собственост на еден скопјанец кој нема време да оди, неговите керки одамна изјавиле дека не доаѓаат, си ги терат своите животи. И јас веќе оваа година пробав тоа да го направам, некаде пред да заминам од таму, пред да дојам во Скопје. Многу ја погоди тоа Баба Маца. Ги обясни дека нема да можам јас цел живот да им бидам натовар на прекушоци, дека заради уште поголема собствена слобода. Се сосеќам како го на времето со мајка ми и татко ми, кога требаше да им сообштам дека ќе одам да живеам сам. Само што мајка ми не се потресе толку многу колку Баба Маца, па се договоривме дека уште ова лето што доаѓа, ќе поседиме, па пред крајот на ова лето јас ќе се обидам да се сместам, да се имам ветување од тамошните другари мои дека тоа ќе го направиме со срце, со најголемо задоволство, дека ќе помагаат сите и дека како на овие реалните шоуа за 5 дена ќе направиме едно убаво куќарче. Не ми треба мене многу. Не ми треба. Особата со спомените со наградите кај Баба Маца ќе се пресели. Да ти кажам, они се огромна фамилија. Значи се случува во Слепче да не има по 15 души одеднаш таму. А јас зафаќам долу во заразното оделение кај што сме со Баба Маца, зафаќам голем дел од тоа. Значи мојата позиција во куќата е позиција низ која мора да поминеш за да дојдеш до кујната и тогаш не ми е мене толку непријатно колку што има на луѓето, јас понекогаш заспам па покајќи па најубаво ќе видам да си. Ама ете така, полека за да нема многу стресови. А има нешто што се враќа во Скопје освен работата? Па само другарите, пријателите. И еве, ние сме во истата фаза во која не остави ти минатата година. Секоја вечер се дружиме, истите луѓе се. И така, убаво ми е. Нема потреба да излегувам никаде за да ги најдам нив, туку тие. Сега они прво ќе прошетаат малце низ градот, ќе чекаат да затворат кафичите, па они доаѓаат кај мене во 1 сат сабајле како да е 8:15, така тоа. Седа, тебе баш сино ќе седат, можеби до кај 3:30-4. YouTube. Нема и да тие пријатели знаат да дојдете во Слепче и таму да го направат. Да. Кога ќе стигнеш во Слепче. Да, некој од нив навистина и тоа баш од оние што вика шо важи таму тоа Слепче, шо има кога дојдува ова лето, сватија дека како знаеш вика ти кај да оди. Убаво, Слепче ги поздравувам сите слепчани што ќе го гледаат ова. И се гледаме многу наскоро. Ти кажав, јас сум веќе на паркингот на Скопско сајмиште.
Спакуван. Концертот се одржа минатата година, оној голем концерт на Игор и пријателите со најава дека ќе се направи обид да се случува секоја година. Помина една година, меѓутоа Многу работи во оваа држава. Нема да може да бидат такви како што ги замислуваш. Мене ми се случи крах после концертот, кога сватив дека ни оддалеку не е тоа што требаше да биде. Зборам само за финансиската смисла, се друго беше совршено на тој концерт. И требаше со истото темпо да се продолжи, да се направи турнеја низ Македонија и сето тоа да кулминира со мали измени. Дури татко ми Џамбас ме искара како тоа ти ме натера, ми вика да објавам дека идената година ќе има концерт и сега испаднав лажго. Викам, објавували многу поважни работи да ги се случат, па не се случиле. Мислам, ако треба да ме врзат на слобод, на срамот заради тоа што не сум, нека ме врзат, што да правам. Имав една идеја, за да направиш таков концерт, Билјана, треба најмалку 25.000 евра. А јас, за обречен човек, во денари најдов 0. Изразено во денари. Во евра исто така 0. Значи, никој не сакаше да партиципира да биде дел од ова. Тебе ти изгледа тоа за нормално? Значи, еве, признавам, јас сум во бегство, должам пари, 8 души сака да ме убијат, а никој не може да ме најде, јас не одам никаде, немам концерти, не излегувам на телевизија. И никој не ќе да партиципира во ова, да го има тука неговото. Значи, ова не чини многу да иштампаш книга, но јас ми ја понудив како можност за ефтина реклама на некои од тие што ги сметам дека ми се пријатели, а што имаат убави бизнис. Ма не можев ни да дојдам до нив. Еве, дури и да е така како што кажуваат душманите, книгата беше готова. А ако си ми пријател, а стигнале до тебе приказките дека имам финансиски проблеми, уште повеќе си лајно, затоа што знаеш дека имаш шанса да ми помогнеш, тоа јас не барам социјална помош, ова сум го направил за да го продавам. Купи го. Ако не можеш да купиш 1000, купи 5. И така ќе ми помогнеш. Купи 50. Така. И немаме ни еден спонзор, со издавачкиот центар 3 си влеговме сами, како и за приказките од Македонија. Обречен човек ја продаваме посебно како новогодишен подарок и плюс направивме присобрани дела од Игор Џамбазов, значи 4 книги, Гол човек, Пријачникот, приказни од Македонија и ова ќе се продават како новогодишен подарок. Во книжарницата 3, во уште 100 големи книжарници низ Македонија, во ланецот маркети Веро, Тинекс, Рамстор и на internetkniga.mk. Значи има повеќе. Но главните, ајде да речеме, главниот дел од тиражот ќе го продавам јас. Се надевам сега до нова година на фирми кои сакаат да ги почестат своите вработени или своите клиенти со еден вреден, ајде да кажам, новогодишен подарок, затоа што па верувам дека во секое второ семејство во Македонија, ако не во секое второ има барем по еден што ме сака мене, дали е тоа дедото или е внуката или е мајката или е таткото. И ете еден убав новогодишен подарок. Книгата сепак е еден од најубавите подароци, особено сега во времето на Фејсбукот, Твитерот и Инстаграмот. Родителите и сами сваќаат полека дека книгата е еден од начините да ги отргнат децата од мониторите, од зрачењето и од асоцијалниот живот што го живеат. Додека го правиме овој мовет, Билјана, може би се излезени првите примероци, не се печатат таа веќе неколку дена. Во понеделник промоцијата, во 7 саат, во Форца, отворена промоција, значи не ви треба покана за да дојдете, пишана, исчукана, телеграма, факс или не знам што. Треба само да имате желба и да дојдете. На располагање ќе бидам до затворањето на Форца. За сите што ќе дојдат, ќе има книга, автограм, муаветче, фотографирање и така натаму. Мене ми е битно да ги соберам што повеќе од ликовите во книгата, од моите промоции, и по тоа се познати дека ликовите од книгите меѓу себе си се дружат, и ако не се познаваат овој од втората приказка со овој од седмата приказка, ќе се запознаат. Ето тоа е. Публика ќе биде дел од промоцијата на книгата, сигурно. Последниот разговор. Поздрав до вашата телевизија и некаде сега кажав дека
актуелниве телевизии македонски треба малку да се замислат што прават, затоа што им предвидувам уште само 10 години од нивното постоење. За 10 години телевизијата ќе исчезне како медиум. Ќе останете вие што имате интернет телевизии, телевизијата веќе сега можеш да ја гледаш на обичен мобилен, можеш да претпоставиш што ќе биде за 10 години. Значи телевизии, ве предупредувам, ајде да направиме нешто што ќе остане за секогаш, да направиме нешто што ќе се памети и што ќе го гледаат ините генерации. Ините генерации сигурно нема да ги паметат Пинковите звезди, Гранд шоуто, Фантастик шоуто, Браво шоуто. Оно што е главна на нашиот. Ме отепува тоа, ме отепува. Дали ние немаме капацитет да ја изнајмиме универзална сала, да најдеме жири со тројца познати, како што беше тоа во ден телевизија Калиопи, Тони и јас, да го викнеме Гуру Каре бенд и да правиме избор за најдобар пејач. Што тоа не можеме да го направиме. Ако тоа не може да го направат македонските телевизии, па се премораме да купуваат српски производи од тој тип, тогаш нека си ги затворат телевизиите. Или нека има само музика и вести и нека не малтретираат. Навистина, јас бев телевизиоман болен. Знаев се, ја знаев цела македонска естрада, се и најголемите глупости. Значи гледам и телевизии што навистина никој не ги гледа. Престанав да гледам, сериозно, си гледам светски телевизии навистина. И фудбал. И фудбал, да.